Одиме понатаму со утринската емисија Деница на телевизија Мега. Во продолжение проследете го разговорот кој што го снимивме непосредно пред промоцијата на книгата Од збор до збор со поетот Тихомир Јанчовски. Се најдовме на еден разговор токму за поезијата. Проследете го. Тихомир Јанчовски за прв пат пред битолчани со неговата поезија. Так. Како се чувствувате сега во момент кога за неколку часа веќе ќе започне промоцијата на книгата, закажана во 19 часот? Да, па се надевам дека и ќе биде во 19 часот од 7, оти искуство имам вака во Македонија, било што да се закаже, обично доцни најмалку 15 минути, чисто македонска работа. Од 15 минути до 2 сати. Ама на време ништо не почне, се надевам вечер дека ќе почнеме на време. Како очекувате да реагираат битолчани на вашата поезија? Не знам да ви кажам, прв пат сум во Битола, сум имал промоции во други градови низ Македонија и во Скопје. И од Битола очекувам да се покаже Битола како што ја знам, нели? Ама јас ја знам Битола од 90-тите, сега е сменета и се надевам дека нема да се покаже на моје разочарување, туку напротив. Книгата е насловена Од збор до збор. Да. Нешто ја што мислам дека како една целина дека нешто е се веќе кажано. Дали така не, значи? тоа е многу едноставен одговор ако ова го сватам како прашање. Значи од збор до збор е затоа што ова не е нова книга, туку е избор од досега објавувани книги, од збор до збор е бидејќи од збор до збор иста со песните што се веќе објавени. Затоа и е таков наслов. И сега бидејќи А и двосмислење. Од збор до збор, значи први тоа. Да, и тоа. Први тоа јас на пример го сватив како нешто што е веќе кажано. Да. Ко се земе тоа во предвид дека поезијата е возбудлива, приказна, нешто што скокотлива пред се. Видете, Билјаре, јас на времето студирав и книжевност, така што учевме и уште држам дека тоа е вистина, дека една од главните одлики на поезијата е да биде двосмислена и тросмислена. Значи, она што го кажува да не кажува само за една ситуација конкретна или за време или за место, туку за повеќе. И мислам дека и во насловот тоа го има и убаво што е така. Тоа е убаво. Да. Бидејќи разговараме за поезија, а поезијата, како што напоменав, е жива, возбудлива и треба да им се пренесе и на младите. Колку вие пишувате за младите или сепак двосмислено треба да ве разбере? Јас не пишувам за никого, да ви кажам право. Немам конкретен лик или возраст или слика на некои луѓе кон кој тоа е упатено или би требало да допре. Пишувам така мене како што ќе ми дојде, тоа не секогаш. Поезија се пишува многу ретко. Значи во одредени состојби и ситуации и она што излегува, кој како ја восприема, тоа е веќе работа на самата поезија. Тука не можам да се мешам. Така, немам, ако мислите на тоа, нема некоја целна група, па да се пишува за млади, за стари, за средни. Мислам дека како мене ми одат годините, така изгледа и песните се повеќе одговараат на таква некоја група луѓе што се како мене на возрастот и поминуваме низ такви состојби и расположение. Вечерва нема да наставите само вие на промоцијата, туку ќе има и музичка точка. Зошто се одлучивте за таков неконвенционален пристап кон промоција? Не би е прв пат. Имам искуство така убаво со овие работи и порано имав гостувања, главно од пријатели и убаво испаѓало, меѓутоа тоа било сосема неофицијално. А овде, бидејќи еве пак е дом на културата, па има бина, па еве ги сега вежбаат горе, оти тие се професионални музичари, па да не испаднат неувежбани, така што многу сериозно го сваќаат тоа и мислам дека се многу добри професионалци во она што го прават. Еве ги горе вежбаат сега и ги уточнуваат песните Маријан и Добрила, а немаат свирено заедно никогаш порано. И сега кој Маријан е Маријан Ивановски, оној тамбурџијата од Синтезис, и мислам дека е најдобар во Македонија на својот инструмент, по моје мислење, а Добрила па, по моје мислење, има најубав глас, плюс минус 10 години од нејзината возраст. Сега може има и некои од помладите со исто така убав глас и од постарите, меѓутоа во нејзината генерација мислам дека гласот е не секојдневен и уникатен, единствен. И
Овој пат испадна со ваков тип на музика и со нив, оти работите спонтано така некако се наместија, инаку сум правил и со поинаков тип на музика. Дури и со класична. Така. Не знам друго што да кажам. Уште кој се требаше да дојде и Зоран Тортевски, ама нешто му испадна, тој имаше некој несреќен случај во семејството и не дојде утринава, така што ќе учествуваат во музичкиот дел Добрила Грашевска, Маријан, син му на Маријан го земавме, исто, Јован, и тој е музикален, и јас помалку. Тево. Така, фала. Да се посветиме малку повеќе на поезијата. Бидејќи долго време сте активни на, да кажеме, поетската сцена кај нас. Колку македонците воопшто ја почитуваат поезијата, оние кои што читаат? За ова нема конкретен одговор. Секој си е посебна приказна. Ваше размислување? Па јас немам од што да се пожалам. Да прашате некој што има од што да се пожали, дури јас малку се лутам кога ќе се најдат луѓе па се жалат на, не знам, публиката не разбирала, па луѓето биле прости, не читале. Мислам дека нашиот пазар е навистина многу мал, ако воопшто може да стане збор за такво нешто, но сепак постои. И сум многу против тоа луѓе кои немаат никаква публика и никој не ги чита да наоѓаат мана на читателите и публиката, дека се, не знам, недораснати или дека нивната поезија не може да пробие. Мислам дека тоа се само изговори. Дека луѓето треба да си најдат причини за одредена нечитаност или непопуларност во самите себе. Според вас, што е оно што го прави голем поетот? Не знам, многу Сега во наши тешко рамки прашање. би било и со наш некој... Видете што го прави голем. Ако е човек од 150 кила, тој е голем. Не знам, голем или мал. Мислам дека за секој тип на уметност, не само за поезија, особено за поезија или за сликарство, судот за нечија големина или нечија ситност доаѓа по одредено време. Потребна е временска дистанца. И тоа доста години. Може би 20-30 од кога нешто е напишано за да може да се каже дали нешто вреди или не. Значи времето и заборавот се најдобри суди за нечија вредност или не. Бидејќи живееме во време на социјални мрежи, кога се доста активни, и кога многу млади поети имаат можност да ги постираат своите стихови и така да добијат на гледаност, на лајкување и сето тоа. И Фејсбукот на некој начин им дава на сите луѓе да доживеат слава. Да, тоа има и добра и лоша страна. Има убава страна што секој може да објави, да постира било што, меѓутоа има и многу скрибоманија. Има објавување на се и се што, па луѓето се навлекуваат на тие лајкови, не знам, па прават нешто не дека навистина го чувствуваат, туку гледаат на други да им се допадне или не знам. Не е едноставно на тоа да се одговори, меѓутоа мислам дека поезијата многу доби на популарност и тоа не од некоја добра причина, туку од една многу лоша причина, а тоа е што луѓето стана помрзливи за читање. Многу помалку се читаат, например, дела како што се романи или драми, а поезијата, бидејќи е кратка, обично на една страна застанува се, тоа пане како луѓето може да го сварат и еве и по мене лично да ви кажам, сега последние 5 години мислам дека мојата поезија не била никогаш почитана, а таа е иста, нели? Има многу песни што се постари од 5 години и по 20 се. Меѓутоа мислам дека е токму тоа што луѓето некако им стана мачно да читаат долги текстови, дури и 2-3 страници и колумни им се тешки за читање, ама песната останува некако. Како тргнало, на крај ќе испадне по една реченица ќе се чита, статуси ќе станат само популарни и песните ќе станат предолги. Значи, во известна смисла, тие социјални мрежи, интернетот се добри, особено за поезија, меѓутоа од негативна причина. Тоа е моето мислење. Се навратиме на тоа дека Битола важи за град на културата. Да. Место каде што низ историјата и денес се случува доста културни избиднувања од страна на фестивали, книжевни достигнувања, имаме многу книжевни ликови кај нас. Каков е вашиот впечаток, бидејќи ете доаѓате од друг град? Мене Битола ми е многу чудна. Мислам дека не е како порано. Имаше еден лик 90-тите години и јас ја сакав таа Битола. Широк сокак беше друг.
луѓето беа други, имаше дотерани постари луѓе, тие ми беа многу убави за гледање. Например, постари мажи со шешири што шетат, дотерани жени, па буткаат точак. После некако работите се сменија со духот на времето, а и дојде до големо иселување на битолчани. Мислам дека бројот на жители е многу намален. Еве, јас лично сега во Скопје знам едно 20-30 луѓе од Битола дојдени што се населија во Скопје, живеат, работат таму, а знам и лично знам две семејства битолчани што отидоа и во Австралија, или од Скопје па се преселија во Австралија. Многу луѓе си заминуваат и мислам дека тоа се одразува и на културниот живот, нели, без население, без народ, кој ќе ја носи таа култура? Улиците, изградите нема. И Битола беше позната, нели, како град на конзули, па ние се зафркававме порано кај одиш кај Валијата, нели, Битола кај Валијата од една песна што имаше. Меѓутоа после се смени некаде 2001-2002, веќе беше поинаку од 90-тите години. Отибевме на една битолска свадба тука, еден наш од Скопје зема една битолчанка, да не ги кажам се имињата, да не се навредат, налутат што ги знае. И дури беше свадбата, пријателот ме чекаше во еден од овие кафичите битолски и ми рече дека вика во Битола машки ве станале како црногорци. Абе зошто така човек? Па вика носат тренерки и шишани кратко и ланец и викаат што темачи морчупче на девојчето што работи. Тоа го немаше Битола 90-ти години, а сега па долго време не сум ни бил, не знам како е вторава деценија на 21-виот век и се надевам дека ќе се врати на она што беше. Доколку останете повеќе би имале... Не, доколку кој што и да ви кажам, било каков впечаток што имам, јас имам погрешен впечаток. Тој површено ти е добијан за многу кратко време на престој. Значи, да знам како е навистина овде, треба да поживам барем 3 месеци или 2 годишни времиња. А вака, кажувам само впечатоци од различни децении кога сум бил овде и на тоа завршува се. Бидејќи сте активен во културното живење во Македонија, во ете сега моментално и во Битола имаме можност да разговараме за сето тоа. Колку сте вие задоволен од културните случувања кај нас и тоа колку се дава на вредност ете книжевноста кај нас? Право да ви кажам, не знам, јас сум малку изолирана појава, не припаѓам никаде, ни во некакво друштво на некакви уметници, на писатели, на центар некако работите ги терам сам. Така што не сум поврзан ни со министерство, ни со партии, ни со амбасади и не викам дека мојов пат е како што треба, ама барем мојов пример кажува дека има и такви и дека може и така. Човек може да не се продаде за ништо и пак некако да му одат работи. Еве сега овде сум во Битола, неблагодарение на некоја официјална покана од некакво, не знам, институција, туку лично некои пријатели се потрудија, најдоа салата таму во Домот на културата, друг пријател најде сместување, ние сами си организиравме нели пат до ваму и сами си го плаќаме. Ама тоа е мала цена ако испадне се убаво вечерва и ако битолчани дојдат и не знам, ако најдат нешто убаво во она што ќе го прикажа. Вчера додека разговарав со едни пријатели, им кажувам дека вечерва имате промоција и беше нивната констатација дека Јанчовски е интересен лик. Што да кажам на ова? Како вие би го објасниле ете сега кој очекуваат пратејќи дали на интернет, дали преку лични контакти, луѓето чувствуваат дека има некоја вредност во она што го работите. Видете, тоа треба други да кажат. Не можам јас сам за себе такви работи да зборувам да кажам. Јас може да кажам за себе дека сум многу досаден човек. Се е до перцепција, меѓутоа сам човек да зборува за себе каков е, па уште да се фали, тоа е крајно простачка работа. Мислам дека никој тоа не треба да го прави. А духот на времето е таков што сега се бара од луѓето, не знам, да се презентираат, да се покажуваат, па јас, па ова имам направено, ова завршено, не. Тоа ни малку не е во духот на нашата култура. Од друга страна, па многу мина, ето овие изминати денови, нели, празници, сето тоа, луѓето каде што се собираат, многу од изјавите што ги слушаме е дека луѓето се оддалечија едни од други, се повеќе токму зборуваат јас, сакат да бидат настрана или да бидат во центарот на вниманието. Дали би вложили или не вложили труд за сето тоа, но секако
се труди некако да се истурка на површина. Има место за квалитетот. Што мислите вие? Не знам, ние сме многу мала средина и мислам дека ако нешто има вредност на вистина и квалитет, мислам дека тоа ќе дојде до израз порано или подоцна, ама човек треба да опстане во тоа што го прави, а само ќе му се каже дали вреди или не. И човек не треба ни многу да се разочара, ако види дека не е за нешто, може да си најде друг пат, нели? Битно е секој да се пронајде во било која област, тоа е како универзален закон. Оно што за крај да. Би било добро, читајќи ја вашата поезија на Уфнет, имаше една кратка најава каде што вика дека можете да го поврзете тихо и со религијата, но јас го перцепирам од таа друга страна дека поезијата не се изделува од таа вечна потрага по нешто што е повисоко од човекот во интелектуален, во духовен план. Колку поезијата допира до Бог, до боговите? И колку преку тоа ние треба обичните смртници на некој начин? Мислам дека било кој облик на занимавање со некоја уметност, па дури или човек ако посвети живот на религија, тоа се сосема различни работи. Меѓутоа се може да се сведе на крај на едно, тоа е барање на смисла. И човек ја бара во различни области, на различни места и дај Боже да ја најде, нели? Иако мислам дека животот е таков што човек ја наоѓа, па ја губи, па пак се навраќа, па се сомнева и тоа е исто. Меѓутоа не треба да се изедначуваат тие работи, нема врска едно со друго. Не може поезија да биде, не знам, потрага по богови. Може да биде потрага по смисла. А кој го бара Бога, тој ќе си фати пат на одредена вера, нели? Нема стане поет. Не одат тие работи баш така. Може и така да се толкува. Да, секој може да си толкува како сака, ама има и некои работи што се објективни, па и не може баш секој како сака да ги толкува. Да. И тоа е така. Благодарам за двојно. Ви благодарам што ме поканисте и поздрав до гледачите на Мега телевизија.